Се враќаме во студиото, тука е господинот Златко Кузманов, доктор за безбедносни науки. Господине Кузманов, добро дојдовте во студио 10, вака е во 2026-та ја почнуваме со нашите редовни анализи. Како што кажав во најавата, ми се чини дека она што го покажува почетокот на годината не ветува баш мирна година во светот. Благодарам за поканата, еви јас да посекам да не биде подобро од 2026 година, без оглед што е за овие теми што ние збориме, баш и такви прогнозите не се баш такви, али еве да продолжиме барем ние со ова наша убава соработка веќе повеќе од 2 години, каде што се гледаме еднаш месечно и се обидуваме да даеме некои информации на јавноста за некој реално согледување на состојбите. Па пред да започнеме со нека потемна анализа за ова што се случува во светот, јас само може да дадеме некој оквир, би сакал да дадеме нека оквирна рамка како јас тоа го гледам сега. Гледаме дека во моментот во меѓународната безбедност и меѓународните односи имаме практично криза во односите. Безбедноста состојба е сложена и многу лесно практично се создаваат и нови жаришта или регионални конфликти, без оглед на залагањето на одредени големи сили дека се решаваат одредени конфликти, али гледаме дека многу лесно може да се појават и нови конфликти. Тоа е едниот параметар. Вториот аргумент за оваа констатација е да гледаме дека борбата помеѓу големите сили е се поизразена за репозиционирање на нивното влијание во светот и за остварување на нивните национални интереси. Тука пред се мислиме на Соединетите американски држави, на Кина, Русија па и други држави. Трето, гледаме настојување за маргинализирање на улогата на меѓународните организации и за непочитување на повелбата на Обединетите нации, каде што преку која практично се уредени односите меѓу државите. Исто тоа пак од овие водечки сили што ги спомнавме. Па во таа насока оди и прилогот еви нели неодамнешната одлука на председателот Трамп и администрацијата на САД да прекинат да не работат, да се повлечат од 60-тите и нешто организации меѓународни, па од кои пола се 30-тина се под директно поврзани со Обединетите нации. Тоа е четврта работа и пета констатација вака започна, би рекол Европа, гледаме дека безбедноста на Европа е сложена, комплицирана, нема уште најави изгледи да се најде мирно решение и прекина војната и потпишување мирен договор меѓу Русија и Украина, а практично односите помеѓу Русија и Европската унија или водечките држави во Европа се усложнува и е нарушена. Тоа се тие некои вака 5 аргументи кои би ги кажал како вовед за безбедносната ситуација во регионот и светот или во меѓународните односи. Кога зборуваме за таа меѓународна ситуација или за почитување на меѓународното право, кој е како еден оквир кој би требало да представува некаква структура која би обезбедувала мир во светот, особено после Втората светска војна, повелбата на Обединетите нации и се тоа, после руската агресија врз Украина, каде што Русија беше од цел свет означена како тука агресор, дека го нарушува меѓународното право и така натаму. Сега имаме сличен потек од страна на Соединетите американски држави во Венецуела, интервенција во друга земја, без разлика на причините кои ги кажува официјален Вашингтон, дали е тоа борба против наркотрговија, дали е тоа загрозување на американските национални интереси, дури и Европската унија, кои се американски сојузници, повикаа да се почитува меѓународното право во овој случај, сепак е исто така напад врз една суверена земја. Сега имаме два од, да речеме, клучните тројца светски играчи кои флагрантно го нарушуваат меѓународното право. Останува само уште Кина, ако и Кина го нападне Тајван, тогаш ќе биде целосна сликата. Ми се чини дека сега ние зборуваме за рамка која, како што кажав, го чува светскиот мир. И сега таа рамка како да е нарушена. Како да влегуваме во еден див запад во меѓународните односи? Точно, се согласувам со таа ваша констатација. Значи имаме криза во водењето на меѓународните односи, функционирањето и остварувањето на меѓународниот поредок од овие причини за ваквото однесување пред се на главните сили и главните играчи во светот. Гледате се, тука ова сето што кажа да не го повторувам и во врска со Венецуела се согласувам, истото го мислам и гледате се на некој начин, бидејќи ние се обидуваме овде да анализираме реално, нели, не да застапуваме сега политички ставови или поддршка и со сојузници, не, него едноставно да се гледаме реално состојбата независно за кого се работи, дали за Америка, дали за Русија и така натаму.
Па на некој начин сега гледате, може би испаѓа и ова само тоа на некој нетолерирање или ова благонаклоност кон Русија и ова што го прави во Украина, од кога почна војната во Украина од страна на Русија, гледате што се случи практично. Имаше Соединетите американски држави има свој на некој начин војни интервенции и во Сирија, и во Иран, и во Венецуела. Значи тие практично нивните војни интервенции, колку тие ги осудуваат војни, ги користат да ги оправдуваат некои своји такви постапки. Бидејќи знаеме, нели беше пред тоа беше од ова администрација на Соединетите американски држави беше осудена претходната за длабоката држава. Па во стратегијата нова на претседател Трамп нели воведува принцип стратегија мир преку сила. И тоа е пак нели пак пред некоја сила, мир али преку сила. Значи ако со појак имам средства, па мора да почитувате и ќе биде мирно. Па и тоа сега гледаме и тоа на некој начин се надградува практично со некои империјални постапки, односно инвазии, повторно империалистички настапи кон другите држави, односно се воведува значи интервенционизмот кон односе без оглед што тоа на некој начин се е напишано во стратегијата што ја објавија сега во декември дека тоа се исклучува, али вели таму под наводници, ако е неопходно пак ќе го пременуваме. Значи имаме едни двојни стандарди тука, ќе почитуваме сувереноста на државите, нема да се мешаме нивните работи, али ако тоа ги засега нашите интереси, тоа пак ќе го прекршиме. Тоа е напишано и во стратегијата и тоа се случува. Во Венецуела практично сите овие причини што ги наведовме и официјални и не, али гледаме тука може да кажеме и нека друга димензија да претседателот Трамп, гледате, во дома, во Соединетите американски да е под страшен притисок, практично од демократите со одредени афери, постапки и водење против неговиот тим и луѓе и така натаму. И таа борба, практично ова со Венецуела на некој начин, знаете, онај обидите да му се направи импичмент постапка во врска со онај, нели, со врската со тој осудениот и што почина овој педофил и така натаму. И ова со Венецуела на некој начин го дефокусирате, јавноста ги отвргнувате вниманието од тие проблеми, едно од причините, покрај овие што ги наведовме, нели, економски, политички и војни. Може и така да се гледа. Односно на следно, односно секако тука најбитното е она влијанието во таа западна хемисфера каде што они во стратегијата го ставија дека ќе штитат западната хемисфера каде што мислат тука и Јужна Америка како свое предворје од влијанието на други големи сили, Русија, Кина и така натаму, каде што веќе овие се присутни. И тука гледам дека еден обид може за нив, тоа изгледа и паметна стратегија, чекайте да не лутаме по светот, да не се распленуваме по светот, ајде прво да ги средиме состојбите дома и во предворието кај нас, од влијанието на овие големите што не загрозуваат постепено економски и војно, па после тоа ќе одиме на другите региони таму кај што ќе ги остваруваме интересите. Од нивниот аспект можеби таа тактика и пристап е вред, без оглед што не без оглед, односно не гледајќи тука дека тука ќе настрадат некои помали држави, нема се почитува меѓународниот поредок, ќе се вршат инвазии, ќе се вршат притисоци од други држави за да се остварат тие своји национални интереси. И тука е он практично кај него и карактеристично што неговиот стил, неговиот начин на водење политика е бескрупулозен, е директен, е немилосрден и практично отскокнува од сите оние норми меѓународни и водење на меѓународна политика и он тоа го искажува така сурово, јасно, гласно и болно практично за сите тие што се помали или другите држави што функционираат во тој дел, посебно во западната хемисфера. Да, сите оценки, еве и последната оценка на Кристин Лагард, го читав извештајот, вели дека светот влегува во неизвестност во меѓународните односи и навистина неизвестност и непознаница е можеби главниот атрибут кој ги здружува овие анализи за тоа што би се случувало понатаму во светот, пред се поврзано со досегашниот меѓународен поредок. Ако Венецуела, ако за Венецуела не би кажал дека има навистина, да речеме, реални причини, туку нашле некаков повод Америка како голема сила да интервенира, таму наркотрговија и што се не кажуваат, но кога зборуваме за Гренланд, тука работите се уште по-чудни, ајде да речем во најмала рака. Вие го употребивте зборот империализам и навистина не постои друг начин да се опише тоа, бидејќи за Гренланд отворено претседателот Трамп кажува, ние мора да го земеме Гренланд, бидејќи ќе го земат Русија
и Кина. Значи не кажува никаква друга причина дека е тоа некаква закана за Америка или едноставно треба да го земеме бидејќи ни треба, онака народски кажано. Но проблемот со Гренланд е што тој е под владение на Данска, а Данска е членка на НАТО, значи се работи за двајца НАТО сојузници, каде што еден НАТО сојузник сака да земе територија на друг НАТО сојузник и премиерката на Данска кажа јасно, доколку се случи тоа, доколку Гренланд биде земен со сила, тоа ќе биде крај на НАТО. Да, управо се сега. Прашањето за Гренланд може да го гледаме баш преку таа призма. Како таквите постапки и таквата политика може да влие на самите односи во иднината на НАТО сојузот. И од тој аспект, таквите политики гледаме дека од стар се осудуваат и веќе создаваат одредени проблеми на единството и кохезијата во НАТО сојузот. Бидејќи тоа го осудија и Данска, го осудија и поголем дел од европските држави, некои поблаго, некои по-декларативно. И гледаме сега тука веќе најави и од Франција, Британија, па да пратат и своји сили, бидејќи таму сите имат нели по некоја база или истражувачки центри, па сили каде што соработуваат како партнери, да пратат своји сили таму, да ги зајакнат своите сили и Данска и практично му праќаат порака на главниот на водечката држава во НАТО дека така не би требало да се однесува со сојузниците и да води таква политика, бидејќи на вистина тоа може да го наруши единството во НАТО, кое на некој начин и пред тоа се нарушуваше преку овие одредени мерки и одлуки и несогласувања дали да се издвојува толку и дали може државите да издвојуват. Па дури еве најновото се гледаме тука секогаш првите политики чекори ќе ги прават овие најголемите пред се Британија, Германија, Франција. Па вчера мислам дека имаше и одредена иницијатива во француското собрание каде што повторно тие истакнуваат да треба Франција да излезе од НАТО сојузот. Бидејќи знаеме тоа еднаш Франција го направи во време на Де Гол во 1966 година, кога излезе, па после само се врати во командните структури, не учествуваше со своји единици и сега повторно вчера имаме во француско собрание иницијатива од одредени нивни пратеници да се инициира таков закон и мислам дека тоа е сега во овој момент повеќе се користи како контра одговор на политиката на САД да се изврши притисок да не смее така да се однесуваат Соединетите американски држави и да остане се потрудат да остане да се задржи таа кохезија во НАТО. Од тој аспект го гледам прашањето за Гренланд, пели за некои други држави во НАТО и мислам дека тука не би требало во оваа фаза или дека тука ќе се оди со некои воени сили или интервенции како што беше во Венецуела, него тоа сепак ќе се решава на некој друг начин пречутен или соработка или зајакнување таму на силите и САД да ги оствари своите интереси на Гренланд, бидејќи они го гледаат него како битна гравитацијски центар на моќ и на позиционирање во однос на таа геостратегија кон Русија и Кина во тоа идно позиционирање кон тој северниот пол. Така да, мислам дека главната поента околу Гренланд е колку тоа и веќе гледаме, одма се дигна голема прашина, колку тоа ќе влие на единството и кохезијата на НАТО сојузот и тука веќе се отварат одредени прашања. У секој случај на Европа тоа гледате колку тоа не одговара и во оваа констелација на нарушена стабилност со Русија, сега да се доведува прашање стабилност единството во НАТО, кога се обидуваат НАТО да биде појак, по кохезивен во однос на некои одговорни закани кон Русија. Да, малку да се навратиме на Венецуела, сега да ги видиме онака стратешките импликации за Соединетите американски држави од оваа војна интервенција не е во поглед на меѓународното право. Вчера претседателот Трамп на својата социјална мрежа Truth Social стави ознака, напиша дека тој е acting president of Venezuela, дека тој е всушност претседател на Венецуела, пракајќи порака на еден прилично неконвенционален начин, дека тој всушност сега владее со Венецуела. Со оваа интервенција, според аналитичарите, американците ги обезбедиле вторите резерви на нафта поголемина во светот. Освен нафта, Венецуела е богата и со многу други ресурси, како злато и други минерални ресурси, но исто така тоа представува проблем за другите светски сили, бидејќи голем дел од таа нафта одеше и за Кина и за Русија. Значи, еден потек кој во исто време за себе ги обезбедуваш резервите на нафта, но во исто време ги
ги ослабуваш и своите директни опоненти. Да сето тоа, да бидеме коректни, го пишале во стратегијата за национална безбедност Соединените американски држави, што излезе сега нели кон крајот на годината, ноември-декември. Тоа го напишале експлицитно. Они сега го остваруваат практично дословно тоа, без оглед што тоа не се дали се допаѓа, не допаѓа или спротивно на меѓународниот поредок, збориме што се случува. Таму они напишале западната хемисфера и Јужна Америка не смееме, сакаме да ги одвратиме, да ги тргнеме, да ги дислоцираме сите странски влијанија пред се од Кина и на Русија и да ние остваруваме соработка со државите таму, да имаме повеќе партнери економски, да ги користиме ресурсите и да соработуваат со нас. И тоа е главното тука што сака да го направат, тоа е пораката преку Венецуела и на други држави. Гледаме тоа Венецуела се изведе да не биде класичен воен напад, интервенција некоја кратка, али повеќе со притисок, со преврат натре, со наоѓање сојузници во државата, за да не оди со копнена инвазија, со копнена употреба на сила, бидејќи практично и тоа не беше ни одобрено од Конгресот. Тоа се одлуки од администрацијата на САД, а таму кај нив и по законите вели ако се употребат американски сили да одат да нападат одредена земја, мора да има одлука на Конгресот. Таква одлука немаше од Конгресот, сето ова е на некоја тенка линија на законитост и не е каде што се сведува на одлуките на администрацијата на Трамп. Тука е порака за сите останати држави во Латинска Америка, да се разбереме, таму Кина пред се економски влезена у 5-6 држави, каде што големи милиарди средства има вложено и из пристаништа, и рудни богатства, и рудници, и па и Русија и други држави, Турција, Иран и така натаму, со одредени соработки и они сакат сега тоа полека да го преземат. Тоа не, видите, не можете тоа така сега ни да го преземете така лесно кога веќе некој влегол во двориштето и работи таму 10-15 години со бизниси, бидејќи веќе туа се доаѓа до косење и кршење на меѓународни економски и други правни механизми, оштети, чуда и така натаму. Баш еве сега имаме баш порака или беше као еве сега 3 танкери кинески се тргнати кон пристаништата во Венецуела да ја земат нафтата што ја платиле, па се прашува ајде да видиме што ќе направи сега морнарица на САД, дали тие ќе ги врати, ќе ги блокирали, тоа веќе и доаѓа до директна конфронтација помеѓу големите сили. Тоа ќе одат тие сигурно постепено со навлегување нивни фирми да го експлоатираат тоа, али таа доминација, тоа враќање на влијанието ќе оди не така брзо, споро кога веќе некој влегол во тоа предворје како они што го велат, али се решени тоа дека е нивно и сега тука во предност се на некој начин, бидејќи овие се многу подалеку, Кина и Русија и преку океаните и тешко може тоа го браните вие војно. Вие економски сте влегле, присутни, договори имате, ќе тужите утре, ќе се арбитражи ќе се прават, да си ги барате правата ако сте оштетени, али економски војно практично тоа се покаже во Венецуела. Ако веќе таква голема сила, Соединените американски држави се голема сила за сите тие војни во воен смисол за сите тие држави, овие другите не може да штитат ни Русија, Кина преку океаните со такви сили и они тоа го знаат и го користат. И затоа реков, веројатно одиграле така паметно САД мисла дека играат, ајде да си ја средиме работата прво, да го намалиме влијанието во нашиот двор и предворје, па после ќе одиме во Индо-Пацификот и во другите региони каде што нели ќе го стваруваме тоа глобално присуство, како што го напишале во стратегијата за национална безбедност, бидејќи таму приоритетите се одредени, 5 приоритети, велат првиот е западната хемисфера, прво тука ќе се сконцентрираме, тука да се решиме, да се стабилизираме, да бидеме ние на своето. Второ е Индо-Пацификот, каде што ќе останеме и понатаму, односно ќе го јачаме партнерството да ги натераме и другите. И во сета политика ова на председател Трамп како економист, кој гледа бизнисмен, секогаш бара другите да платат повеќе или да си платат за она што он го испорачува или како безбедност. И тоа е секогаш присутно во неговата и во однос на НАТО и во однос на сојузниците во Индо-Пацификот, каде што ги мотивира или инсистира или ги притиска и сојузниците да одвојуваат се повеќе и повеќе за одбрана, да го намалат теретот Соединените американски држави. Тоа е за тој дел околу западот. И сега тука би рекол ова сега да не заборавам, поврзано е со ова. Значи гледаме тука сега некој ќе каже нели има ова секакви проценки, чекате дали ова сега големите сили, репозиционирање, нов поредок на светот, си ги делат интересите, зоните на интереси, дали има некој договор, нема помеѓу САД, Русија и Кина за поделба на сферите на интереси така натаму. Тоа може и така да се гледа генерално, нели никој нема параметри или одлуки или аргументи тоа да го тврди. Мислам дека кога гледате каде се распоредени, има некоја логика и таа теорија, али мислам дека повеќе се работи сега за ова.
нема седнато и договорено да си ги поделат зоните на одговорност во светот и каде кој ќе има поголемо влијание, каде ќе се спорат, каде ќе се конфронтират, него дека е баш ова. Во однос на предходните, бидејќи председателот Трамп и оваа администрација ги критикува предходните дека не ја воделе добро таа политика, дозволиле Кина да нарасне, да навлезе и така натаму, и они сега сака да исправат таа стратешка грешка според нив, да го вратат тоа влијание и да ја парираат на Кина посоодветно. И од тој аспект мислам дека е сега таа состојба. Тамо ќе си ги решиме западната хемисфера, ние ќе бидеме гази, ајде ја средиме состојбата, пак ќе се вратиме, ќе бидеме после појаки и во Индо-Пацификот и Европа ќе ја поддржуваме и така натаму, каде што е тука Русија, Кина е вамо Индо-Пацификот, секако и она ќе се зајакнува и ќе го остварува своето влијание, а ќе останат некои точки како Гренланд или Африка и така неутрални, каде што ќе се бориме сите за влијание и така натаму. Сака да ве прашам во врска со ова што го кажавте, самиот председател Трамп вели дека ова е Монроевата доктрина, вели ова е Монроевата доктрина на дело. Но дали Монроевата доктрина сепак предвидува такво едно влијание и во другите делови на светот? Ми се чини дека таа е малку повеќе ограничена, сепак. Да, таа беше доктрина, се однесуваше само на Јужна Америка, Латинска Америка во тој период кога тој бил председател и кога било влијанието колониите британски, француски и други таму нели биле колонии, овој практично Венецуела, тоа биле Гана, практично француска, британска, Гана и така натаму, Гвајана е се извинувам, каде што били и Венецуела било дел и после се поделило и сега е француска Гвајана, па Венецуела и сето тоа била една Гвајана, али биле колонии. Тоа е од друг период и се однесува на Латинска Америка. И вред он вели толкување на Монроевата доктрина или негова примена за однос на Латинска Америка. Ово во однос на светот и другото не е основа таа, али тоа е истиот принцип. Тоа е истиот принцип. Али сега да речеме проширена Монроева доктрина. Да, истиот принцип во смисол на остварување на национални интереси секаде во светот и парирање, односно основното е сега тие како да го спречат тоа растење економско на Кина и военото на Русија, да го попречат, да го закочат, бидејќи тие ценат дека задните 20-30 години тука Соединетите американски држави направиле стратешка грешка што го дозволиле Кина да може да дојде до тоа ниво, бидејќи рековме светската економија, гледате на ниво на светска економија, Соединетите американски држави се уште се водечка сила, нивната економска вредност е околу 30 трилиони долари, веќе Кина е втора со преку 20 трилиони долари, па понатаму следат Германија, Индија, Јапонија, Британија и така натаму во економска смисол во светот. И они сакат тоа тука е главен противник, они стратегијата, гледате сега, војни се водат, се отварат конфликти и во стратегијата напишале нели тие се противници, така натаму не ги велат непријатели, најголем ним е пријател, помал непријател како претходните стратегии за Русија и Кина, него велат тоа се противници против кои ќе се бориме, ќе си ги стваруваме своите интереси, ќе ги штитиме, а гледаме дека во регионални конфликти ќе се применува и сила. Веројатно не мислат меѓу себе да водат војни бидејќи се нуклеарни сили, али гледаме дека многу лесно во одредени региони и одредени жаришта да ќе употребуваме и сила каде што ќе поддржуваме одредени држави за да ги оствариме нашите интереси и што се случува. Гледате сега овие конфликти без оглед што нели председателот Трамп минатата година рекува миротворец, решило 8 конфликти војни регионални или билатерални војни меѓу државите, гледаме дека и повторно многу лесно се отварат нови жаришта или се враќаат тие кај што имало некако примирие, одново се повторуваат тие конфликти. Така да тие не се доволно решени. Тука може да кажам дека што е интересно, согласно и стратегијата за национална безбедност, тие велат и за Блискиот Исток, као едно жариште кое овде блиско до нас, велат доста заврши таа ера на доминација на Блискиот Исток во однос на енергенсите, енергијата и на конфронтација на големите сили. Ние сакаме тоа да излеземе како Соединетите американски држави од тоа, да им препуштиме регионалните играчи тамо да преземат одговорноста. За енергенсите више толку тие не се толку битни Блискиот Исток, бидејќи енергенси имаат и други сега држави, нели САД и Русија, и Венецуела и други држави, има и други наоѓалишта.
и велат регионалните играчи таму мора да си ја преземат одговорноста, сакат тие да се повлечат полека од таму, да ги намалат средствата и силите од таму, да ги употребат, прво рековме западната хемисфера, или после го ги користат таму во Инди-Пацификот или во Гренланд или на други региони. Да. И тоа сега се случува. Тоа се случува и во однос на Блискиот исток. Остварувањето е практично на стратегијата за национална безбедност. Колку нас тоа или на светот не му се допаѓа, дословно спроведување, бидејќи гледаме себе што се случува тука нели на Блискиот исток, ова и со Иран, и со Газа, и со Израел и така натаму. Практично последиците или влијанието, ефектот од таа национална стратегија што овие исто ја знаат, гледаме сега појава практично тука и на нови регионални сојузи и на Блискиот исток. Тоа е последица на оваа национална стратегија. Каде што земји ќе се обидува да се групираат на некој начин. Да, бидејќи ако они реално ја читаат стратегијата на Соединетите американски држави дека тие полека ќе се повлекуваат од тој регион, дека не сакат да бидат заглавени со години тука и еве сега гледаме појава на нови сојузи кои полека се позиционираат во тој нова состојба. Па имаме Сака да ве прашам за протестите во Иран, тоа е сега исто прилично актуелно. Едноставно тие протести се надоврзаа на интервенцијата во Венецуела, веднаш почна, а после тоа, колку што следам, протестите за сега не се намалуваат, ајде да речеме, се зголемува тамо насилство. Последните бројки што ги видов дека има околу 600 убиени луѓе, што протестанти, што припадници на безбедносните сили, и сето ова сега наликува повторно на еден, ајде да речеме, обид за некаква револуција. Ке видиме како тоа ќе заврши. Читаме анализи дека тамо има вмешаност и на Израел, и на Соединетите американски држави, и на други служби. Дали е тоа така или не, веројатно никогаш нема да дознаеме, но оно што го гледаме дека наликува навистина на револуција. Од друга страна, тамо и има причини за незадоволство, знаеме каков е режимот во Иран, како се супресирани тамо слободите на населението, се е тоа така, но што мислите оваа приказна, како ќе заврши и што ќе значи пред се за Русија и Кина или за тој блок на БРИКС, доколку и Иран под наводници нели падне, доколку и тамо се случи преврат? Точно, значи тука е клучно едно за безбедност на Блискиот исток, секако бидејќи таа беше равнотежа и воена и конфронтацијска меѓу Израел и Иран, секогаш беше поврзана тука. И сега гледаме случување самиот Иран. Прво Иран, мислам дека не е Венецуела, не е Венецуела и не може тек така нели со Иран и стратешки и по важноста и големината и со врските негови сојузите практично и со самото редување и релациите што ги има со Русија и со Кина. Да, тие се сега во одредена криза. Гледаме тука дека сега одговорија многу со големи репресии. Значи преку 500, ако се точни тие информации, нели преку 500 погинати и така натаму, стотина и од самите нивни припадници на тие безбедносни сили на тој режим. Значи се применил агресивен метод за сосекување практично тие демонстрации во самиот старт. Значи, кој ви ги убиете тие таму водечки лица или други лица и направите страф и така натаму, значи одите со една цврста рака да, ако тоа не предизвика поголемо за незадоволство и помасовно, значи вие на некој начин гледате да контролирате таа состојба и да сузбиете, без оглед на желбите или влијанијата на другите од надвор. Тука гледаме и јасна поддршка и цврста и од Кина или од Русија и пречутна и официјална дека ќе нема да дозволат да се случи Иран тоа што се случи во Венецуела. Сега тука на Соединетите американски држави или Израел може и останува, гледаме тука може да остане само некои ракетни или авиоудари нешто да се зборува и за тоа веќе за интервенција. Тоа може да се случи, али не друго, гледате тука се случи тоа во одреден период кога не се ни подготвуваше свете, пред тоа кога гледавме онака беше нападот, ракетен и авионапад на меѓу 12-13 дневната војна меѓу Израел и Иран и нападот на Соединетите американски држави, тие пред тоа се подготвува месец дена, два донесува сили, сконцентрира сили и така натаму, за да нешто направите. Сега, ако тоа вие не сте го правиле без оглед што таму во Блискиот исток Соединетите американски држави имаат големи сили се уште и бази кои сега сакат полека да ги намалуваат,
вие може да направите едино само некои воздушни напади, удари за некои точки, да даете поддршка и така натаму. И мислам, тука дека сега е тој клут, право и најавите сега, дали е тој веројатно дипломатска игра од Иран, во екот на тие најжесток отпор кон демонстрантите, тие праќаат порака до НС да ќе разговараме, сакаме да разговараме, и тоа се тие веројатно дипломатски тактики, каде што сакате да го контролирате тоа влијанието од надвор, а овде ако веќе и тие демонстратори слушат или тие кои што се колебаат дека ќе разговараме со САД, па зошто да излегувам на улиците, нели, ако веќе ќе направат некој договор и така натаму. Се таа политика во таа функција да се сузби и да се намали тоа незадоволство. Ни реално немаме точни информации колку може да експлодира тоа незадоволство кај иранскиот народ, таа нивна начин на живот или предсод економски и услови и недобри услови за живење, како на пример она што беше во Непал, нели, кога ќе дојде до нека точка на вриење, тогаш џабе све гледате, тие народот руши све. Така да ќе видиме, мислам дека засега Иран се носи со тоа режимот на тој начин како што го прави тоа, нели, бескруполозно, со жртви и така натаму, да заштити владењето. Можеби ќе настанат тука некои реформи, некои попуштања, некои договарања и со тие нивни опозицијски сили. Отворено е прашањето, али за голема интервенција и све, мислам дека тука се уште нема простор, нема создадени услови, а за поедини удари или напади може, али ќе видиме ова дали па ако прифатат веќе да разговараат и со Американски држави и со нив или со опозицијата таму, веќе може да се бара и на друг некој начин да се решаваат проблемите. Сега и прашањето за Иран го поврзувам со ова што реков за Блискиот Исток или создавањето на нови регионални сојузи. Тоа е многу битно, посебно и во Блискиот Исток. И сега гледате, имате полека заложба, гледајќи ова нова стратегија на Соединетите Американски држави визави Блискиот Исток, и гледате тие држави веќе почнаа да се позиционираат. Па имаме најава за формирање на некој, нели го нарекуваат муслимански НАТО или нов сојуз меѓу Пакистан, Турција и Саудиска Арабија. А знаеме дека тука Саудиска Арабија, нели знаете кој е против тежата неизина борбата вечна, Саудиска Арабија, Иран, Израел и така натаму, кој ќе има влијание во Блискиот Исток. И сега тука гледате се здружување на една нуклеарна сила, Пакистан, една јака војна сила Турција и Саудиска Арабија една голема енергетска сила со доста средства и пари за да се обединат во еден сојуз, а веќе Пакистан и Саудиска Арабија минатата година септември подпишаа сојуз за одбранбена соработка и стратешко партнерство, и тие веќе подпишаа. Сега Турција сака да се приклони кон тој сојуз и да практикат создадат одредена противтежа. Зошто? Затоа што гледате од друга страна па Израел и со признавањето на Сомалиленд во Сомалија, и тука и Обединетите арапски емирати играат некоја двојна улога, гледате, и они го призна, и они имаат своите интерес тука зближување со Израел, а тоа е све противтежа и контра интересите на Турција, бидејќи Турција е присутна во Сомалија, дури гради се обидува, сака да гради своја вселенска станица во Сомалија, и тоа е една битна стратешка позиција на Сомалија на рогот на Африка и влезот на Црвеното море. Значи тука гледате веќе се појавуваат некои два можни сојузи, од една страна друга противтежа на овој сојуз на Турција со Пакистан и Саудиска Арабија, и имаме подпишување на договор за соработка, одбранбена соработка и држави меѓу Израел, Грција и Кипар. Тоа е исто е пак тука, значи Медитеранот, Блискиот Исток. И тоа е исто некаква противтежа на Турција. Исто противтежа и со Турција или во регионот, и каде што веќе се подпишани на државно ниво за стратешка соработка во сите полиња и за соработка во делот на одбраната, па каде што Израел ќе вложува големи средства да ги модернизира, посебно противваздушните системи, ракетната одбрана и други бидејќи има јака војна индустрија и во Грција и во Кипар. И тука Турција реагираше остро, затоа што тоа директно ги засега нивните интереси, посебно и на Кипар, нели, каде што е поделен и така натаму, и на тој грчки и кипарски. Значи тоа се тие поместувања во Блискиот Исток, и сега може да замислите, ако Соединетите Американски држави го оствара тоа повлекување полека од тука од Блискиот Исток, како што напишале во стратегијата, и да остават државите во регионот да преземат одговорност за безбедноста. Сега дали ќе земат одговорност за безбедноста, стабилизирање или за конфронтирање, ќе видиме. Гледаме тие сојузи колку ќе бидат стратешка стабилност меѓу нив, затоа што имате конфронтација, или дали ќе продуцираат нови проблеми, е големо прашање, ќе видиме, али оди веќе во таа насока. А тука секако се интересите, знаеме, и на Русија и на Кина во тој дел. Во ова поддршката меѓу големите држави, гледате, интересно е ова, пак ќе кажам, што се случи со Венецуела или ова што случуваше во Иран. Гледате сега, тоа
лимитиран тој однос на тие стратешки партнери да ве поддржат. Па и во однос на Иран, колку ја поддржа Кина и Русија, го поддржа во однос на Венецуела, во однос на Сирија. Значи, тука имате некој договор со големите сили, але на крај сепак тој помалиот можеби ќе настрада кога тие големите ќе се соочат и треба да разговарат за нивните крупни теми, така да многу лесно може овој помали сојузници да бидат пуштени низ вода, односно да не добијат таква поддршка кој што очекувале, а мислите дека тој е ваш стратешки сојузник. Затоа што на поинако начин се согледуваат и мерат интересите на големите сили, на малите, па дури тоа не го кажува председател Трамп и најочигледно, колку да изгледа болно кога вели па не сакам ја таму за некои мали држави ќе се конфронтирам со големите или ќе водам војни, како што и сам изјавува. Тоа го потврдува што го збориме. Немаме уште многу време, затоа овие последни две прашања да се обидеме да ги поминеме малку побрзо. Едното е, воопшто не спомнавме Русија и Украина. Мислам дека нема нешто посебно ново да се спомне, но онака интересно е што и последниот бран на тие мировни преговори кои се некако навистина се во брано, имаме некаков пик, па се шири некаков оптимизам, па еве и можно е решение и потоа сите тоа ќе спласне или ќе се урне како кула од карти, како повторно да го видовме истото сценарио. Се билда некаков оптимизам и потоа ништо и сега гледаме дека повторно сме некакво статус. Практично интервенцијата во Венецуела на САД контролирана, ја нарекувам, таа влијаше и практично интензивирањето на војната во Украина и Русија на продолжување интензитетот. Со тоа нивно меѓусебно ракетирање и добивање во Украина средства, па и Русија секогаш ќе врати тоа ако овие ги гаѓаат. Русија испука уште еден орешник. Да. Така да сега гледаме тука пак европските држави се обидуваат, продолжуваат со таа политика дека силите на војните на тие што сакаат да пратат мировни сили се договараат, преговараат, инсистираат на тоа. Русија експлицитно рече дека тоа ќе го гледа како акт на агресија, односно ќе бидат легитимни цели и тука веќе имаме голем проблем. Европските водички држави сакаат да пратат меѓународни сили таму европски или на НАТО за разграничување утре некој идно, а Русија се противи на тоа и вели такви ако сили влезат тие ќе бидат легитимна цел. А тоа значи проширување на конфликтот и војна. Значи тука сте уште далеку, практично без оглед што мислев во одреден период, еве тука сте близу, сте 80% 90 договорот може да се склучи, тие тешките прашања остана, али тие тешки прашања практично што стана околу територијата и безбедносните гаранции се најтешки и најбитни од сето она другото што се договори и да не може да се направи прекин огнот и да се постигне договор. Значи тука имаме заглавена ситуација, стабилноста е нарушена со назнаки да може и понатаму да се нарушува ако не попушти некој од двете страни. Во однос на Европа. Русија се чини дека се обиде да го повторно на некој начин тоа повеќе го гледам како еден пиар маневр да го привлече вниманието со испукувањето на уште еден орешник врз Украина, особено после американската интервенција во Венецуела, но некако вториот орешник не помина воопшто забележително како првиот. Не привлече толку големо внимание. Па тоа се тие такви употреба на такво оружје, повеќе порака, да се одреди им порака на моќ, на демонстрирање на сила и на моќ и така натам во односи на Украина или во односи на другите сега. Не е само Украина, него и другите, бидејќи веќе гледаме сега тука изјави дека ќе ги тргнат сите бариери европските држави да се доставува секакво оружје на Украина, да може да гаѓа се подлабоко во Русија, тоа значи само продлабочување на тоа и конфронтирање, бидејќи сепак и Русија па има доста такви средства кои може исто да врати и подалеку и подлабоко на територијата на Украина. Посебно тој орешник не беше случајно таму фрлен близу самата граница до Полска, таа граница каде практично пораката и таа порака беше пратена. Тука би спомнал само на кратко и ово веза и БРИКС. Гледате сега тука нели сега се одржува одредени маневри во Јужна Африка помеѓу Русија, Кина, Јужна Африка и така натаму, каде што Индија не прати своји сили бидејќи е под притисок. Гледате политиката на председателот Трамп со тие тарифи, воведување на царини со сите они држави да ги санкционира. Тука највише настрада Индија практично кој воведува 50% на царина на увоз на нивна стока и уште Јужна
Јужна Африка 30%, а и вчера председател Трамп обзнани дека и за Иран, сите што соработуваат и работат со Иран, 25% дека ќе добијат плюс на царините. Пак ќе преминува таа економска мерка што он мисли дека му функционира. Тука би, ако има време, кратко би рекли за Балканот само. Да, тоа сега ја прашам за Балканот, значи кога зборуваме еве за американската поставеност код Балканот, значи американците сега немаат амбасадор во речиси ниту една земја од поранешна Југославија. Го повлекува од Македонија најново, во Србија нема веќе мислени 11 месеци, во Косово нема амбасадор, во Босна и Херцеговина нема амбасадор, мислам дека и во Црна Гора нема амбасадор. Која е сега тука стратегијата, која е пораката? Тоа оди во прилог на она политика на председател Трамп што рече нели напуштање полека Европа, други интереси и така натаму, него тука сега Конгресот му се спротивставува и демократите. И пред декември беше започната дискусија во Конгресот од демократите и од други, каде што беше укажано на администрацијата на САД, на Трамп, дека треба да го задржи влијанието и на Балканот и во Европа и заради кинеско-руско влијание и така натаму. И од тие дискусии произлезе практично донесување и на закон. Сега у декември се донесе закон за спроведување на овластувањата во делот на одбраната, каде што му Конгресот го наложи на администрацијата на САД дека на Балканот треба да бидеме уште присутни за да спречиме кинеско, руско или друго влијание, за да возможиме државите да се интегрираат во Европската унија и тука тие во НАТО. И практично да биде зајакнато им наложува Конгресот на администрацијата на САД дека сепак треба да го задржи своето внимание. Ви знаеме виза и ситуацијата во Босна, комплицирата виза и односите Косово и Србија и за попречување на екстремно делување или коруптивно делување во регионот. Тоа е последното што е изгласано во Конгресот и што иде во прилог да таа администрација сепак се заложи да ги одреди ети амбасадори, луѓе, па дури они предлагаат да имат представник за целиот Балкан американски кој ќе биде тука присутен, да биде Америка присутна, затоа што пред се од овој аспект, затоа што Европа има на некој начин нели застој во тие евроинтеграција во однос на Балканот, а и попречување на влијанието на влијание на Кина и на Русија, како што тие го сметаат своите американски држави. И тоа е за Балканот, него тука само би нагласиле да не заборавиме дека она наредба за вонредна состојба што продолжува десетина години своите американски држави што се однесува на Балканот, таа пак е продолжена и за Балканот и каде што вели наредба за вонредна состојба затоа што таму оцениме дека има загрозување на Дејтонскиот договор, дека има загрозување попречување на резолуцијата на Косово и за влијание на екстремисти, сили и така натаму за разни сепаратистички движења во тој регион. И затоа тој безбедносен аспект се наоѓаме исто во таа наредба за вонредна состојба, така да наречам, значи каде што се тврди дека на некој начин безбедноста на Балканот според нивни проценки може да се загрозува и да биде загрозена, па затоа сега Конгресот им наложил посебно на администрацијата без оглед тоа што има други приоритети, вели таму сепак задржете се, бидете присутни повеќе и политички за да се држи стабилноста на Балканот и да се овозможи тие интеграции кон Европа, без оглед што тоа ќе биде гледате многу тешко заради проблемите на сама Европа или колку таа е подготвена да тоа да го прави, а ете изјавува дека не изјавуваат јавно, али они не мотивираат, али се гледаме дека таа не е подготвена за проширување и вели прво самата треба да се реформира и да се подготви, така да тој процес веројатно ќе биде многу подолг со сите овие билатерални попречувања овде што ги имаме ние заради разни историски и други прашања. Да, Европа е долга и болна приказна, особено за нас, ќе оставиме за друг пат. Господине Кузманов, ви благодарам за ова гостување. Благодарам поканата. Со ова го завршуваме првиот дел, почитувани, останете со нас. За кратко се враќаме со Александар Каревски, ортопед, ке слушнете многу добри совети.